Светските лидери попладнево се собрани во седиштето на Обединетите нации во Њујорк, каде што се одржува самитот посветен на мигрантите и бегалците. Ова е прв пат Обединетите нации да одржуваат на вакво високо ниво самит посветен на мигрантите. Токму затоа се очекува дека ова е историска можност да се направи план за справување со бегалската и мигрантската криза. Како што кажа и ти, овој самит се случува во време кога се погласни се очекувањата и најавите дека Европа ќе заплисне нов бран на бегалци. Во таа насока и председателот Иванов потсети дека на надворешните граници на Европа има околу 20 милиони бегалци и мигранти кои што се подготвени и мотивирани да тргнат по коридорите кои што ќе ги донесат до западно до европските земји. Председателот Иванов исто така рече дека повика на заеднички пристап за решавање на мигрантската криза и рече дека е потребно активирање на системите за управување со кризи. Тој исто така рече дека Македонија презеде одговорноста да биде чувар на портите на Европската унија и ја распореди војската на границите, со што беше сопрена илегалната миграција по Балканскиот коридор. Шефот на државата потсети дека пријателските земји понудија помош и доставија помош со опрема, финансиска помош, но исто така и со полиција, со полицајци од странските држави, но уште еднаш потсети дека државата и понатаму останува без разузнавачка соработка, но и без можност за внес и споредба на податоци за мигрантите со странски терористички борци и исто така одговорницата во Обединетите нации повика помогнете ни за да ви помогнеме, ова се однесуваше на Европската унија. Предлагам тука да погледнеме дел од поентите на председателот Ѓорѓе Иванов. Ја презедовме одговорноста да бидеме чувар на портите на Европа. Распоредувањето на армијата за поддршка на полицијата во заштита на границата резултира со затнување на движењето на илегалната миграција низ Балканскиот коридор. Ние треба да поддржиме ревизија на законите за учество на армијата во заштита на границите, домашната безбедност и контратероризмот. И покрај внатрешната политичка криза, Македонија покажа дека има стабилни институции, што се покажа во управувањето со мигрантската криза и намалувањето на безбедностите ризици. Сакам да упатам порака до Европската унија. На Македонија е потребна помош за да ви помогне вам. Вие не можете да ги заштитите вашите надворешни граници ако прво не ги обезбедите коридорите долж државите кои се надвор од Европската унија. Македонија ќе делува во насока на заштита на националната безбедност. Какво било решение кое вклучува прием и сместување на мигранти и отварање на бегалски кампови во земји долж коридорите кои не се членки на Европската унија нема да биде одржливо и не смее да биде дозволено. Ние немаме ниту капацитет, ниту ресурси да се справиме со очекуваниот обем на мигранти. Во таков случај сосема е веројатно дестабилизирање на државата. На овој самит е предвидено да биде подпишана и декларација со која што ќе се покаже волјата на политичките лидери дека ќе ги штитат правата на мигрантите и на бегалците и со тоа ќе се придонесе за намалување на илегалната миграција, но и злоупотребата на мигрантите на нивниот пат. Од овој самит исто така покрај политичарите, односно покрај лидерите се обратија и бегалци, односно мигранти, кои што го раскажаа за своите судбини, за трнливиот пат, но и рекоа дека нивниот сон се претворил во кошмар. Побараа од политичарите да им овозможат да живеат мирен и спокоен живот наместо војна, го очекуваат тоа од нив, бидејќи како што рекоа, судбината е во ваши раце. Предлагам овде да ги слушнеме и изјавите на дел од функционерите, односно изјавата на генералниот секретар на Обединетите нации и председавачот на 71-то генерално собрание на Обединетите нации. Сведоци сме на најголемата хуманитарна и бегалска криза од крајот на Втората светска војна. Милиони луѓе бегаат од вооружени конфликти и бруталните последици од војната, додека други бегаат од насилство, гонење и непочитување на нивните права. Некои од нив од корен си ги менуваат животите како одговор на негативните ефекти на климатските промени и природните катастрофи. Други пак се во потрага по подобри можности и подобар живот за своите деца. Тие нудат голем потенцијал.
Мора да ги ставиме човековите права на сите бегалци и мигранти во срцето на нашата посветеност. Според најавите, председателот Иванов треба да се сретне со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, но и да оствари други билатерални средби со шефови на држави присутни на самитот во Њујорк. За крај само да кажам дека утре на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации се очекува, тоест е планирано, председателот на САД Барак Обама да одржи, да биде домаќин на самит на лидерите за бегалците. Овој самит е посветен само на бегалците, за разлика од денешниот кој што и на мигрантите и на бегалците.